Првиот човек на Советот на јавни обвинители се извини на јавноста и затворањето на вратата за екипата на телевизија 24 на јавна седница го нарече недоразбирање. Во изјава преку Вибер врска обвинителот Ацо Колевски ги покани медиумите и јавноста кои се интересираат за седниците на Советот дека се добре дојдени. Се пожали дека барале од Министерството за правда и финансии подобри услови за работа, поголеми простори и интернет. Вчера американската амбасадорка Кейт Бърнс, честитајќи го денот на правосудството, упати критика до Советот на јавни обвинители. Самата снимка е видно дека мене беше пренесено дека вие барате изјава од моја страна по завршување на седницата, а не присуство на вие да присуствувате на самата седница и да ја снимате. Така да во овој случај стана едно недоразбирање. И ако е направена од моја страна некоја грешка, јас се извинувам за овој случај. Меѓутоа, навистина се работеше за недоразбирање. Амбасадорката Бърнс како проблем во Советот ја посочи транспарентност, изјавувајќи дека овој случај е спротивен на сите заложби за реформирање. And speaking of the Judicial Media Council, I understand that just last week, the Prosecutorial Council denied entry to a journalist and a cameraman to cover their session, choosing instead to continue behind closed doors and discuss increasing salary benefits. This is directly counter to what we are trying to achieve. And sadly, it's just one example of how much lies ahead to improve transparency. Clearly, the reform story is not finished. За утре е закажана нова седница, но на дневниот ред го нема изборот на 10 обвинители. Половина од вишето, а останатите од обвинителството за гонење организиран криминал. Токму овој избор предизвика медиумски интерес, но точниот термин се уште не е утврден.